Професор Гордан Каледжиев во студиото веќе на почетокот од разговорот со председателот на ЦЕА Маријан Николов го најавив неговото учество, зашто има една нитка која е сега општ амбиент. Во Македонија не да е откриена Америка, корупцијата е ендемска појава. И за еден професор по кривично право, неговата фейсбук реакција беше многу повеќе цинична, но веродостојна. Не била лоша власта, туку ние обичните граѓани. Таа теза ја гледам кај сите од извршната власт, дека и граѓаните треба да се осмелат, осмислат, да пријавуваат корупција и така натаму. Што е тоа што ние не можеме да се поместиме од оваа општа состојба на светот, како што вели на свеста, како што вели холандскиот амбасадор во однос на корупцијата? Каде е спрегата? Неволноста на судството, неспособноста на институциите. Добро утро. Сами кажевте дека се работи за системски проблем. Ако е системски проблем, автоматски е сложен. Корупцијата прво има многу различни појавни облици и сите немаат веројатно единствена етиологија. Она што јавноста најмногу ја занима е, да речем, високата корупција врзана со политичката елита или извршната власт, се надоле до ова поситната релативно во администрацијата, но овие покрупни работи околу тендери едно друго. И таа има свој корен по мене во тоа на кој начин функционира системот заробен од политичките партии. Едноставно, освен на риторика и некакви лажни борби од типот на не знам, вице-премиер за антикорупција, такви измислени позиции, кои што се противречни сами на себе, бидејќи имаат судебни интереси. Нема вистинско поместување. Значи, кај нас партиите едноставно го имаат, кога ќе дојдат на власт, сметаат дека им е природно да взимаат од колачот и секој колку. Се сеќавате, дури јавно со години тоа наивно со насмевка, ја не знам дури дали иронично или дали верува во тоа, го зборуваше Љупчо Ѓоргиевски, он така зборуваше. Па нормално е дека има привилегии. И ја тоа мислам дека они углавном доаѓаат на власта со желба да делат привилегии и така го делат колачот. Ако имате вие целата администрација кога ви е политички поставена, луѓето мислат дека со тоа што работеле за партијата, од лепење плакати нагоре, дека кога ќе дојдат на власт имаат право и вообичаено кој како заврши како градоначелник или тие блиску до него, имаат десетици станови. Професоре, меѓутоа народот има една многу добра детекција. Вели, страда обичниот народ и убрзи постапки со високи казни, кога се работи за криминалот на белите јакни, за политичките елити и така натаму, или ќе застаре, како што е случај со дел од овие обвиненија врзани со прислушуваните разговори со истражувањата, или низ долги процеси тоа на крај ќе замре. Што е проблемот? Проблемот е во недоволната екипираност на доказните постапки кај обвинителите или на манипулативната способност на делителите на правда? Повторно е ова само еден, да речем, дел од проблемите на заробеното судство, кој што е врзан со највисоката власт и некој мега случај. Судството има и надоле проблеми со пообични врски, би рекол, со друг тип на некоја поситна корумпираност. Ова што најмногу ја интересира јавноста или што го добива најмногу внимание се повторно овие предмети што зборувате, дали е санкционирана оваа елитна корупција. Тука едноставно системот убаво кажува, ако е заробен системот, ако имате поставување на првите луѓе во судството, председатели на судови, судски совет, партиски, бидејќи тоа не е променето. Значи, не имавме една риторика, луѓето беа малку, да речам, занесени со шарена револуција, дека тоа конечно ќе се смени и дека ќе дојде време да има независни судски институции кои би биле во нормална држава, би биле граница на политичката мак.
Тоа не се случи. Судовите и натаму местата во судовите од етнички до партиски се делат и тука комбинирано се делат надале по политичка линија и тие се луѓе со големи, да речем, поголеми овластувања од другите и успеваат некога да наметнат моќ. Да речем, обичните суди исто патат од некоја доза на традиционална сервилност. Тоа е исто некој дури и културен и психолошки феномен. Зошто е тоа така? Практично работат против сопствениот имидж и интереси, исто како обвинителството. Јас бев автор на овој закон што е сега на сила. Ние направивме еден силен концепт обвинителството да стане ултрамоќна институција, која што ќе има собствена полиција, собствени истражители. Тоа се оствари по сила на прилика случајно кај СЈО. Во другиот дел не профункционира. Значи, тоа е одговорност на првиот човек на обвинителство. Ние и денеска имаме обвинителство слично како и во време на Груевски. Практично главните обвинители врзани со корупција, од главниот обвинител државен до обвинителот за корупција, па веројатно и пониските се исто така поставени со согласност или по волја на владеачката партија, автоматски имате судебни интереси. Тоа е проблем со кој што се соочува нашата држава од почеток. Едноставно, ние мислевме дека со повеќе партиска демократија автоматски ќе дојде правна држава. Никогаш не изградивме култура на поделба на власта и почитување. Значи, едноставно да има институции кои што ќе ги водат лица со интегритет, на тоа да инсистира јавноста, а партиите едноставно да бидат принудени тука да прават остапки. Ние, еве гледате, имаме народен правобранител, практично е згазен уставот со поставување на партиска личност народен правобранител. Прво е договорена или продадена, да не речам, дали ќе биде македонско или албанско местото. Значи, тука почнува пазарот. После од кога е поделено меѓу македонско и албанско, се дели надаму меѓу коалицијата, меѓу партиите, едноставно немате. Тоа е понижување на уставот, мене ако ме прашуваат. Едноставно, во нормална држава на тие позиции, така е замислен омбудсманот, ако нема силни правни алатки, ако нема интегритет кај личноста, значи тоа мора да е личност што во јавноста ужива огромен углед. Како борец за законност, човекови права и слично. Чим имате вие партиски човек кој што го доби ова како подкусурување на нивните амбиции истиот да биде премиер, нема систем. Или овој Даштевски, например, ја бев у групата што пишувавме за екстрадицијата. Ние како Министерство за правда, значи како држава, и убедувавме унгарската власт дека писанието на Даштевски е незаконито, бидејќи тоа не е негово властување и слично. И стварно не е. Има луѓе коментираат беше ли навистина фер судењето на Груевски? Тоа се веќе друга оценка. Проблемот е што во случајот со комисијата за дискриминација што тој ја водеше и на која што беше партиски поставен, го бранеше него надвор од своите овластувања. Таа комисија нема за овластување да ги цени судските одлуки. Па ако е таква лицемерна личност, како можеме да бидеме сигурни дека ДИК ќе спроведе на одреден начин регуларни избори според сите ПС правила и така натаму? Тоа е проблемот што ја утепува кај луѓето надежта. Значи, нити кај позицијата, нити кај опозицијата гледаат сериозност. ВМРО исто со самото кандидирање, они самите знаат дека таа постапка е на некој начин брука во смисла на постапувањето негово како прв антидискриминатор во комисијата и дека он е тука поставен како слуга на Груевски во случајот, зашто у суштина треба да одговара. Неговото кандидирање, исто кој што беше кандидирањето на Панчевски за обвинител, е една зафрканција, да не речам погрд збор. И вие гледате дека уствари и они дали се зафркаваат, дали е тоа иронија кон постапувањето као вие немате асолни кандидати, еве ние ќе ви дадеме уште побезвеза, или име толку и нив чергата визави
тие заложби опозицијски за правна држава. Дека кога се опозиција, па и позиција, сите само реторички зборат за правна држава. Ама ние обично сме свртени кон опозицијата, меѓутоа потребата од курентност, политичка курентност го доведува Заев, например, во ситуација за дел од осомничените да даде амнестија, за да добие мнозинство за одредени законски решенија и договорот од Преспа. Таа логика продолжува и натаму. Или? Што да ви кажам, ја не знам него кој му бил советник, он да се сврти, повеќе пати сум го кажал, да се сврти назад. Меѓу другите за амнестијата и многу други правни чекори, вклучително и она за законот за јавно обвинителство, имаат направено големи правни утки, кои што се на некој начин брука сами по себе, брука за една држава што би требало да биде колку толку нормална држава. И ја не знам кој не го советува за овој тип на проблеми, меѓутоа како нарочно да бира да оди од скандал во скандал во насока, иако од него се очекуваше на овој план уствари да биде некаков приоритет. И ова е наистина, гледате, ако го споредите подрачјето правна држава визави економија. У суштина е полесно вие да направите ред во правна држава, ви треба само да свртите лист, што се вика, и да речете од сега ќе биде по закон и нема занесување. Ова е сериозна работа. Ја не знам, кој ќе дојдете на таква позиција, како уопште го немаат политичарите таа одговорност дека се работи за државни интереси, за... Дали обвинителството е дел од оваа така наречена хибридна држава во која, например, се очекува постојано негова реакција, а постојано тоа е инертно, вклучувајќи ги ова со јавна соба и така натаму. Меѓутоа, погледајте, да бидам циничен, проблемот во судството е затоа што починат Курир, кај него нашле 1300 застарени предмети во управен суд. Сега тоа не загрозува на одреден начин многу послојни човекови права и слободи. Меѓутоа, ние обвинителството не влегува тоа да го истражи. Како синдром, дека никој за ништо не одговара оваа држава. Пак ви реков, едноставно навикнати. Прво се доедени во позиција главните луѓе да се партиски слуги. Второ, немаат сериозен пристап кон тоа да се направат вистински организацијски реформи. Вие не можете да направите само едноставно луѓето се задоволуваат со палиативни правни решенија без да се повлече после тоа што оди внатре. Го спомнав овој пример со истражните центри. Они сега се вадат, например, немаме доволно капацитети, па немаме пари и слично. Мокта, ако обвинителството се зема за озбилно да ги искористи можностите што му беа дадени, мокта ќе доеше заедно со оди паралелно со користење на тие капацитети. И нема да имате ситуација да бидете, што викаат србите, задња рупа не свирало во државата. Тоа едноставно доаѓа од натре. Едноставно првиот обвинител и сите други по него мора да се постават поинаку, да си ги остварат оние ако имаат истражители што им ги дава државата. Ако има како државата нема пари, не знам, тоа се уствари само пренасочени истражители, не се ни вистински нови трошоци. А и да се нови трошоци, тоа не се не знам какви трошоци, тоа би се вратило се од парите што би се земеле назад од украдените пари. Ние едноставно немаме враќање на украдените пари. Сите приказки за конфискација, за борба со перење пари и слично се неуспешни. Огромен број институции, правиме само нови трошоци. Еви со сите комисии ние имаме восстановено за корупција, за перење пари еден куп сериозни институции и алатки кои што чинат пари, а не даваат резултати. Професор Гордан Калајджиев, кривичар околу ветингот, ако се следи логиката на стартот, да речем условно на методологијата за прочистување на судството, првата реакција е веќе 10 суди се отстранети на одреден начин и носат одговорност. Ако се следи перцепцијата, сега тоа е најважната концепција, тоа е реакцијата на граѓанството, како ќе се изведе ветинг во услови кога
И Советот на обвинители и Судскиот совет се исто така со пенетрирани луѓе кои се замешатели во целото градење на пирамидата на корупцијата и на нестручност. Не ги спомнав, ако се проблеми на системот, едноставно прво нема брзи решенија, а второ системот мора некако цел да се ресетира. Вклучително со да се престане во тие тела да гледате, имаме добар број едноставно заспани луѓе. Ајде да не речам возрастни, ќе речат на база на некоја дискриминација. Едноставно доваѓаат, успеваат да дојдат на позиција, иако самите најголем дел ги бираат самите суди и обвинители, дури и тие се наместени, односно им кажуваат од принцип кого власта поддржува, и луѓето се научени така да прашуваат од напред кого ќе поддржи власта, вклучително и за овие другите позиции за кои што зборевме како типот на народен правобранител, така и во Судскиот совет. Така што тој систем не се менува преку ноќ, а власта притисната од реалните проблеми и обидувајќи се да најде некакви решенија на дневна база, измислува вакви работи како ветинг. Например, ветингот сам по себе е фаќање за сламка. Ние имаме солиден систем кој кога би функционирал, би ги разрешувал сите суди кај кои што има да речам пропусти во работењето. И тука не би ни требало да се помене да се меша антикорупцијска комисија. Судскиот совет е специјален орган кој што заради природата на судството му се доверени овие контролни надлежни механизми кога тој би делувал. Мешувањето на антикорупционерите прави забуна. Гледам првата антикорупционерка, она зборува дека ќе бидат покренати постапки за луѓе за кои што има поплаки во нивното работење. Тоа не е нивна работа. Значи, едно е дали антикорупционерите ќе покренат постапки кога ќе има индиции дека има корупција. Некаков имот непријавен и слично, што има, се случува. Видите го само возниот парк, ќе видите дека тука нешто е чудно. Меѓутоа, или овој првиот антикорупционер, самиот главен партиски кадровик, а реков партијата е моторот на корупцијата, и сега ќе ја лажеме јавноста дека он со некакви партиски или државни позиции ќе ги координира другите органи. Тоа е недозволиво, значи нема зошто таква институција или човек нема шанси да координира обвинителство и други органи кои што си имаат функција по закон. Кога би се вмешал, тоа би било само повеќе штета од корист. Завршуваме со професор Гордан Калајџиев. Бевте еден, да речем условно, од фронтмените на шарената револуција, кога се бориваше, да речем условно, заробената држава. Би имале мотив сега да влезете во таква една граѓанска иницијативност против оваа, како што не декларира економист? Морам да признам дека СДСМ ја прокоцка таа шанса што им беше дадена, а која што ја поддржавме и невладините организации и други, универзитетите, меѓународната јавност. И малку се заборави дека тоа не е нивна победа, или можда мислеше дека е вака ќе врати некој од учесниците на шарена револуција на позиции и со тоа ќе врати на луѓето. Не можете, едноставно, по ваков дебакал што се случи, со немањето на нула резултати на враќањето на правната држава, во едно, би рекол, догледно време е убиена надежта. И тоа го гледате вие во секојдневниот живот. Вие веќе немате вистински реални протести, иако имате огромно незадоволство. Луѓето си кажат, што сега, кој ќе ја врати? Назад, ВМРО ќе врати правна држава. Или овие кои што очигледно немаат капацитети, нема некоја трета сила. Не можете се уште да се фатите ни за ликови како Апасиев или некои други, бидејќи да не коментирам сега, не место. Едноставно немате таква реална сила на која што би довериле, ниту луѓето се чувствуваат на некој начин изманипулирани. Сега, што џабе искочивме. Мислам дека во догледно време
тешко ќе се формира нова некоја таква критична маса, која што би можела да одново на нови основи да бара вистинска правна држава, бидејќи луѓето се чувствуваат на некој начин и самите одговорни. Еве, јас лично, например, сум помогнал да дојдат овие на власт на некој начин. Ме прашуваат, кога ги критикувам сега, ме прашуваат овие од другата страна, па вие им помогнавте. Па сега некој мораше да дојде, тогаш тие даваа ветувања дека ќе се сменат, на некого морате да му дадете шанса. Во тој момент немаше никој друг на кој што може да му дадете шанса. И секогаш имате можност, односно ризик да бидете излажани. Тоа луѓето сега во таа ситуација викаат, па ние сме самите на некој начин соучесници во оваа голема измама, што е точно, значи делумно е точно, никој не може. Меѓутоа тоа не значи дека сега ние треба да се помириме и да речеме сега тоа заврши приказната, што иде нека биде, ќе живееме во кал, за жал системот на кој што функционираше државата одеше по некоја историски по некоја линија на она што ни беше поставено уште во време на Југославија. ВМРО успеа да направи нов систем кој што беше комплетно заробен и коруптивен и овие не успеа да искочат од таа приказна, едноставно ја смета за наследена. И тоа е таа некоја вика власта корумпира, едноставно стварно е тоа некоја магија кај што кај народ и кај луѓе кои што немаат вистински државни традиции, ниту па правна култура, едноставно полесно поминува. Професор Гордан Калеџиев, гостин во утрински брифинг. Има уште теми и ќе разговараме на овие теми околу реформите во судството и очекувањата во граѓанството. Има една доза на разочараност кај овој професор. Се разбира, тоа е дел веројатно и на општиот амбиент што станува прилично критичен и кон оваа власт.